Ако нека во 20-тиот век кажеше јавно дека во 21-виот тенденциите ќе одат на линија граѓаните да им се вратат на велосипедите и тротинетите, сигурно ќе наидеше на подсмев, бидејќи човештвото оди напред, а не назад. Меѓутоа, еколошките приоритети и стратегиите на тие што управуваат со глобалните општества се повеќе ги притискаат граѓаните да им се вратат на економичните и еколошките безбедни превозни средства за да се спаси планетата. Веројатно, од тие и такви причини деновиве се најавуваат поскапување на горивата спакувани во еколошки пакет. Така, покрај на дизелот, еколошка такса ќе се воведе и на нафтените деривати, што значи дека поскапувањето на горивата од 3,5 денари по литар подеднакво ќе ги удри сите зависници од нив, односно сите сопственици на моторни возила. Со ваквата мерка, која во согласно со обврските кон Европската Унија, како и согласно Парискиот договор, усвоен преку парламентот, земјата мора да ја спроведува зелената агенда, што значи ќе се воведат еколошки такси за компании, за употреба на јаглени, за нафта и нафтени деривати. Со тоа ќе се предонесе за што помало употреба на фосилните деривати и свртување кон зелената енергија и новите технологии. Сакале или не, овие мерки ќе ги натераат граѓаните да ги менуваат навиките, односно да се свртат кон возењето велосипеди, тротинети, па и возила на струја и хибридни возила. При тоа може да се претпостави кои и колку се тие што ќе возат велосипеди и тротинети, а кои се учесниците во сообраќајот со хибридни и електрични возила.